Доиран. Замрениот град на југот ја очекува сезоната за да заживее неговото крајбрежје. На неколку чекори од езерото чека и дедољубе, но не туристи, туку риби. Јас сум риболовец 50 години. Секоја се доаѓам тука и си ловам риби. Значи, са вајлек излезам, ќе ловам 2-3 кила и се враќам. Поручек пак ќе одам, па 2-3 кила, пак се враќам. За да лови риба, дедољубе мора да плати за дневна, месечна или годишна дозвола, бидејќи со езерото управува концесионер. Не се жали на цената, но би сакал подобро да се управува со рибниот фонд. Мора секој езеро да има биолог, специјалист за риби. Специјално, значи, биолог за риби. Имаш, нели, кардиолог, имаш оно, да, биолог, што стварно му е специјално за риби, тоа да го има. И он со чамец секој дневно треба да шета езерото, да влегува. Да фати рибче, ќе го исече, ќе види икрато до кај му е како. Рибниот фонд, колку се изловува со мрежи, како се изловуваат, тие концесионерот, тој нормално заедно со концесионерот треба да работи. Кој ќе изловат риби, да видат некоја риба болна од мрежата, кој ќе се извади, да види, да исече, да види што е, како. Треба да има човек што ќе го прати тоа. Управувањето со рибата, и тоа не само на Доиранското, туку и на Преспанското и Охридското езеро, е доделено на концесионери од 2012 година. Тие имаат ексклузивно право на стопански риболов на езерото, за кое добиле дозвола и смеат да им наплаќаат на рекреативните риболовци. За возврат, концесионерот плаќа годишен надомест на државата и прави инспекции против рибократците. Процесот на избор на концесионер го води Министерството за земјоделство, а владата дополнително ги пропишува правилата за заштита на рибниот фонд. Можеби најважниот правилник е оној кој пропишува која е минималната големина на рибите што концесионерот или риболовците смеат да ги уловат. 360 степени ги анализираше сите измени на овој документ и дојде до изненадувачки заклучок. Например, во најголемото езеро во Македонија во 2011-та не смеело да се лови охридска пастрамка помала од 40 сантиметри, но откако езерото е дадено под концесија, владата ја намалила дозволената должина на 35 сантиметри. Тоа значи дека на тамошниот концесионер владата му излегла во пресрет и му го зголемила потенцијалниот плен што смее да го лови, и тоа не само за пастрмката. Слично е и во Преспа. Меѓу најзастапените риби е и скобустот. Тој во правилникот од 2011 година не смее да се лови по 25 сантиметри, но во последните измени од годинава тој е дозволен за улов 5 сантиметри помал. Во Доиран пак, за 6 години е намалена дозволената големина за лов на повеќе риби, меѓу кои на црвеноперката. Ако во 2011-та смеело да се ловат само парчиња поголеми од 20 сантиметри, откако езерото е дадено под концесија, минималната должина е спуштена на 17 сантиметри, и тоа со последните измени на правилникот од 2017-та. Риболовецот Радован Димитриевски, кој е и водител на емисија за риболов, вели дека е тажно што во Македонија димензиите на уловените риби се намалуваат, а секаде во светот се зголемуваат, особено за стопанскиот риболов. Загрижен е дека со последниот правилник ќе му се нанесе огромна штета на рибниот фонд. Конкретно за Доиран дека црвеноперката според литературата женката достигнува полова зрелост некаде од 15 до 18 сантиметри, тоа значи дека нема ниту еднаш да се измрести пред да уловат со мрежи. Така да посхитно не знам која институција научна ги дала согласност за да се донесат овие нови правилници и мислам дека посхитно треба да се коригираат. 360 степени се обрати со неколку прашања до Министерството за земјоделство. Зошто за 6 години се намалила минималната големина дозволена за улов на дури 4 видови на риба, на трите најголеми природни езера во Македонија? Но оттаму не добивме одговор.
Дека на темата има внатрешен судир на ставови во самите институции, покажуваат риболовните основи за природните езера. И тој документ, како и правилникот за големината на риба што смее да се лови, го изготвува Министерството за земјоделство. Па сепак, во риболовната основа 2011-2016 година за Охридското езеро, пастрмката не смее да се лови помала од 40 см, иако во правилникот за тој период се пропишува големината да може да биде намалена за 5 см. Разликата е евидентна и кај дозволената големина за Охридската белвица. Во риболовната основа стои бројка од 20 см под која не смее да се лови, а во истиот тој правилник е за 3 см помала. Прашањето кое се наметнува е по кои документи ловат концесионерите, а и рекреативните риболовци. Не се воопшто координирани, така не се ни синхронизирани, затоа под хитно тоа мора да се смени и новите риболовни основи што се 2017-2022 мора да се согласно овој правилник. Па сепак, и покрај намалените димензии на рибите и потенцијално поголемиот плен, концесионерот во Дојран, например, пријавува далеку помал улов од она што му е дозволено. Јас не сум обврзан да ги уловам тие дозволени количини на риба од езерото. Со тоа што не се ловат дозволените количини на риба од моја страна е добро за езерото, затоа што се збогатува неговиот рибен фонд. Јас ловам риба онолку колку што има потреба на дневна побарувачка на пазарот. Рибата во Дојран се продава исклучиво свежа и затоа не се ловат во поголеми количини, истите да не бидат смрзнати и потоа да се нудат за продажба. Но зад камерите газдите на рестораните се жалат дека имаат поголема побарувачка од понудата на концесионерот. Неретко, поради недостиг на автохтон краб или затоа што им е поскап, на гостите им нудат краб донесен од рибниците во Кавадарци, град на 80 километри од далеченост, иако објектите се на самото езеро. Од гледна точка на угостителите, или концесионерот нема доволен капацитет да ја врши работата што му е доверена, или пак во езерото нема доволно од рибата што најмногу е барана. Според Златко Талевски, кој е и риболовец и долгогодишен известувач на УХМР, проблемот вели, барем во Дојран, е во капацитетот на концесионерот. Барем, што викаме, минималните услови да ги исполни, а не само земја, 2 дена биде концесионер, третиот ден настака. Тоа е мал улов, према таа превршени количините на риба што се. Тоа што концесионерот не располага со поголема количина на вработени чамци, прибор за ловење, да речем. Ипак, со тие чамци толку вработени, уловот му е добар. А се надам се дека ќе прошири, направи уште чамци и ќе вработи уште луѓе, со големи риболовот. Дури и со различните ставови и сомнежите за злоупотреби со моделот според кој езерската риба ја управуваат концесионери, на терен и на хартија се гледа обид за некаква регулација. Но според водителот Радован Димитриевски, не смее да се заборави дека рибите не живеат само во езерата. Во овој нов правилник дури е катастрофално и тоа што не е забележена белата мрена која е присутна на Вардар и во сите наши реки, општо не е предвидена која е најмала дозволена големина за лов, така да рибарите може да прават масака. Тоа е за капски риболов. Страста на дедо Љубе пак не оди подалеку од Дојран. Кога процесот на размножувањето ќе се овозможи да биде идеален, ќе нема губитоци, ќе биде рибниот фонд зголемен, секогаш ќе биде зголемен. Од време на време може да се дотури, да се со мали рибчиња, крапчиња да се пориби, да се мало се реновира, ама самата риба си има мајки своји што се грижат, они си пуштаат икри. Ако ќе пусти една риба икри, тие не можат сите да се исплодат. Дедо Љубе останува да ги чека рибите покрај езерото. Дојранчани пак ќе ги чекаат туристите. Сите се надеваат дека ќе има доволно риба на трапезите за гостите.